До крајот на годината се очекува да се исплатат 8,3 милиони евра за проекти од ИПАРД програмата. Ова го истакна директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никол Чебабовски на работниот состанок со представници на Директоратот за земјоделство при Европската унија. На состанокот, како што соопштуваат од агенцијата македонските представници, дале детален извештај за сработеното во делот на ИПАРД програмата. Бабовски во повеќе наврати од Македонија повикуваше на важноста на искористување на ИПАРД средствата. Со оглед на тоа што во овој период имаме голем интерес на промотивните работилници за ИПАРД 2, но и заради рекордниот број на апликации кои што и склучени договори од претходниот повик, ние очекуваме сите овие средства навистина да се искористат. Со овие мерки кои што се финансирани од европските фондови на нашите македонски земјоделци, на нашите агробизнисмени, секогаш им помагаме да на соодветен начин ги достават до нас апликациите, навремено да може да бидат обработени и да немаме повеќе така наречени празни барања, односно празни апликации кои во изминатиот период ни создаваја навистина голем проблем. За нас искористувањето на овие средства исто така представува и нов позитивен импут во буџетот на државата, односно зголемување на бруто домашниот производ, бидејќи само со првиот повик и на скоро 400 завршени проекти, 123 веќе се исплатени и 1,4 милиони евра свежи пари се вратени во македонското стопанство. Ефикасната искористеност на ИПАРД програмата е важна и за нас како агенција, и за Министерството, и за владата, бидејќи на овој начин покажуваме дека сме подготвени да ги искористиме европските средства и да се приклучиме кон ова големо европско семејство. Представниците на Директоратот за земјоделство искажале задоволство од реализираните средства и од обработката на апликациите. Очекуваат платежната агенција целосно да го реализира предвидениот буџет за годинава. Оттаму порачале дека се задоволни од резултатите на агенцијата, што ги прави во делот на доекипирање со стручни кадри кои според директоратот ќе овозможат побрза обработка на поднесените апликации и нивна исплата. Од директоратот пројавиле загриженост во делот на недефинираната политика за задржување на постојниот обучен кадар. Оттаму потенцираат дека стручните обучени кадри треба да се мотивираат континуирано, се со цел да се задржат во агенцијата и да даваат резултати во реализација на ИПАРД. Во соопштението истакнуваат дека реализацијата на ИПАРД програмата е клучна за модернизација и унапредување на домашниот агросектор.